Колешке Калевска за репликата. Сега ќе испадне дека вие разбирате суштината, а ние не ја разбираме суштината на законите, па вие ја блокиравте цела држава, колешке Калевска. Вие зборувате овде за блокирање на закони, па за законски решенија што не се издржани, нормално дека ако треба да ги блокираме, ќе ги блокираме. Нормално ги слушаме граѓаните. Не можам да разберам како за целата ваша неспособност ја користите и злоупотребувате пандемијата. Па пола свет се вакцинираше, ние градиме сега се прават модуларни болници. Таа ли е ваша одговорност како влада? Па клиничкиот центар во Штип ја сопревте изградбата. Па што беше подобро, да има клинички центар или да има модуларни болници со сите услови? Кога се повикувате на европски препораки, зошто тогаш не ја применивте европската препорака и на Евростат препораките и на Обединените нации да се одложи пописот? Да, па имаше препорака, ама вие одлагате или прифаќате само она што ви одговара. Напротив, во законот ставивте глоби со кои што сакате да го заплашите народот за да се попишува. Не ви е срам селективно да применувате? И едно прашање ќе ви поставам, мене ми е многу жал што ќе не можете да ми одговорите. Дали законот во 2018 кога се реалоцира 50 милиони евра ја оправда намената? И дали ги зауздавте градоначалниците кои што безмилосно трошеа и се уште се однесуваат како локални шерифи? Благодарам, има збор пратеник од Бране Петрушевски, повелете.